Сите тестови успешно поминати. Компостарата во Пробиштип до крајот на месецов почнува со работа, со што оваа општина ќе биде првата во државата која од ѓубрето ќе произведува биокомпост. Во изминатиот период спроведен е пробен период во населбата Калниште, каде беа вклучени околу 100 семејства. Овој период, како градоначалник, ме радува бидејќи успеавме веќе да имаме еден активен пробен период во централното градско подрачје, функционира една компостара, каде што се приклучија 7 правни лица, односно гостителски објекти. Тоа беше и нашата цел да најпрвен се подигне свеста кај граѓаните, но и самите оние капацитети кои што се го произведува, да кажам, отпадот или остатокот од храна, да не се фрла, туку да се носи во компостарата, за да може да се добие тој органски отпад. Целта беше да се плаќа онолку колку што ќе фрлат, значи ќе има субвенции на самите сметки. Овој проект во соработка со јавното комунално претпријатие. Исто така беше офатена и една населба, тоа е на приградската населба Калниште. Поред Анастасов, заинтересираноста кај граѓаните е голема. Апсолутно дека има интерес, на секој му значи. Како што споменав пред се, подигањето на свеста, заштита на животната средина која што не е врвен приоритет на општина Пробиштип. Нормално и со самото тоа да си субвенционираат сметки на секој му значи, и тоа е уште еден чекор, да кажем, од општина Пробиштип да помогне на приватниот сектор, односно во делот на угостителството и на туризмот. Проектот Биоотпад е финансиран од Европската Унија и е вреден 277.000 евра. Со нив се овозможија технички услови за компостирање на органскиот отпад. Инаку општина Пробиштип е петата општина која е вклучена во овој меѓуграничен проект со Република Грција.